На соседните земји со кои е во спор, Катар им достави контрапредлози на ултиматумот, бидејќи не е единствената земја што има дипломатски врски со Иран и самите да постапат по сопственото барање и да го намалат нивото на дипломатско представување во Техеран. Наредно, ја отфрли можноста да ја затвори турската воена база врз основа на тоа што актите на Советот за заливска соработка не забрануваат таква соработка со други земји. И на крајот, на барањето да ја затвори Ал Џазира, Катар им предложи и тие да постапат исто, да ги затворат Ел Арабија и Ел Хадат, двете во Обединетите Арапски Емирати. По истекот на ултиматумот, министерот за надворешни Мухамед Ал Тани порача дека Катар ќе направи се за да ги заштити своите граѓани. Со истекот на 48-часовното продолжување, Катар и натаму повикува на диалог и покрај прекршувањата на меѓународните закони и прописи, и покрај раздвојувањето на 12.000 семејства, и покрај опсадата што е очигледна агресија и навреда за сите меѓународни договори, тела и юрисдикции. Министрите за надворешни на арапските земји оценија дека Катар не ја разбира тежината на ситуацијата. Потврдија дека рестрикциите остануваат во сила и дека ќе бидат преземени на тамошни чекори во соодветно време и во рамките на меѓународното право. Не го правиме ова за да го повредиме Катар, туку за да му помогнеме, рече шефот на саудиската дипломатија Адел Ал Џубеир. Со оглед на тоа дека сега е затворена и последната копнена граница, малата земја богата со нафта и со газ ќе мора да ги увезува храната и другите потреби на 2,7 милиони жители преку воздушен и поморски пат. Според министерот Ал Тани, ваквата ситуација не може да се одржи бесконечно. 4 арапски земји, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Бахрейн и Египет, ги прекинаа дипломатските односи со Катар на почетокот на јуни и му воведоа санкции поради наводна поддршка на екстремистите и врски со Иран и муслиманското братство, што Доха ги негираше.